Се уште не се знае кога ќе профункционира јавниот градски превоз за жителите на поголемите населби Гоце Делчев, Зелен Рид, Перо Чичо, Карпош, Железничка станица и Готричковиќ, Тромеѓа. Првиот човек на Куманово информираше дека второстепената комисија од Министерството за транспорт и врски прифатила дел од жалбите поднесени од превозниците, па општината ќе мора да распише нова постапка. Димитриевски не прецизираше кога ќе се реши проблемот со овие линии. Искуството од претходно покажува дека постапката може да трае и до 2 месеци. Одлуката на второстепената комисија има еден технички пропуст или недостаток на еден документ од страна на еден од понудувачите. Вториот понудувач го користи тој момент и обжалува постапката и повторно ја враќа на повторно разгледување. Ќе имаме нова постапка кај што ќе имаат можност да се пријават сите и секако тој кој што ќе даде најповолна понуда, тоест најголем број на тргнувања, заминувања на самата линија и дополнително најквалитетни услуги од аспект на возило со кое што располага, тој ќе биде избран на тендерската постапка. Дополни дека одговорот на жалбената постапка го добиле последниот ден. Јас не сакам да ја коментирам одлуката на второстепената комисија, но повторно ќе потенцирам дека се покажува пракса дека некои приватни субјекти се дури посилни од системот и едноставно многу е тешко на такви моменти да излезете на крај со нив, но како и да е, јас ќе бидам истраен во моите ставови, бидејќи мојот приоритет пред се е кумановци, ако веќе плаќаат за јавен превоз, да добиваат и квалитетна услуга. Тој нагласи дека граѓаните претходно реагирале за превозниците кои не ги одржувале линиите, немале редовни тргнувања и заминувања, како и за квалитетот на автобусите, за кои посочи дека мора да исполнуваат минимум Еко 4 стандарди. Имаме многу спорни точки, не се работи за едно возило, се работи за поголем број на превозници, поголем број на возила, дури некои од нив се дрзнуваат и да даваат директни насоки на превозник кој, каде и како ќе стопанисува, кога ќе вози. За тоа ќе има една поопсежна истражна постапка за која што ќе бидат информирани и надлежните државни органи. Едноставно ќе се борам против овој процес и нешто што се случува во ова општина во моментов и нема да дозволам никој да биде над законот. Потенцираше и дека ќе бара превозниците доследно да се држат до законот, бидејќи граѓаните го ставиле на оваа позиција и бараат од него да се грижи за услугите и за здравието, нагласувајќи за старите возила кои го загадуваат воздухот. Што се однесува до превозот на учениците, рече дека секое училиште и директорите, согласно законот, имаат овластувања и надлежноста на училиштата е да се склучат договори со превозници во случај кога нема градски превоз. Во Телевизија Плюс секојдневно пристигнуваат поплаки од граѓаните од поголемите населби на кои поради превозот им се загрозени работните места, семејниот буџет. Овие населби од 1 јануари годинава се без јавен градски превоз. На првиот тендер беа избрани превозници до селата и тој функционира од 1 февруари.